Ние ве носиме во Штип. Таму не очекува нашата дописничка, нашата колешка Александра, која ще има една многу интересна информација, особено за најмладите и за сите оние кои што сакаат да читаат книги. Александра, добро утро, среќен ден ти посакувам и верувам дека имаш да ни пренесеш многу убави информации ова утро. Така, добро утро ви велам од убавиот Штип. Традиционално, петочно, оваа седмица на утринската програма ја заокружуваме секако со вклучување од Штип. Јас прво, пред да ја вклучим и да ја представиме нашата гостинка, Сузе би сакала да те прашам дали ти се сеќаваш како ги поминуваше летните распусти? Јас сум дете на просветни работници, кај нас мораше да се знае дека од толку до толку часот се читаат книги, а секако и надвор пред зграда се лудуваше, се играше, се дружеше и така. Така, и јас и јули и август ги сакав и кога бев и како дете и сега како родител. А додека си дете, нели не одиш на училиште, а сега кога си родител, ти се намалени активностите. Токму из ово утро ќе го разговараме на темата како да се помине летниот распуст. Имено во Штипската библиотека постои летна школа Библиоарт, каде што околу 50 дечиња секој ден од понеделник до петок посетуваат интересни знаменитости, посетуваат институции, но за тоа повеќе ќе говори нашата соговорничка, директорката на Националната библиотека Гоце Делчев, Ивана Биџовска. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Алфа. Добро утро и добре ве најдовме. Така, рековме дека имате околу 50 дечиња. Колку веќе трае летната школа и што се успеа да видат дечињата во овој период? Денес е последниот ден од летната школа. Прво морам да кажам дека Библиоарт е проект кој што се реализира веќе 10 година. Не станува збор само за летна школа. Ние во текот на зимскиот распуст исто така организираме и зимска школа. Проектот го организира уште од 2016 година нашата колешка библиотекар советник магистер Вилма Јованова. Целта на проектот е мрежување на дечињата. Значи преку игра тие да учат, да ја развиваат својата креативност преку креативните работилници што ги организираме и секако нели еден вид на дружба. Исто така, она што сакам да го истакнам е дека ова е еден навистина добар начин како неформално образовна, ние не сме додуше образовна или институција, како културна институција, но меѓутоа на еден неформален начин го поттикнуваме образовниот процес. Само не се, нели, додека се децата од 9 до 13 часот не читаат само, туку имате и доста интересни активности, како што можев да видам вчера бевте на кино во зоолошка градина. Кои се други институции ги имате посетено? Тука сакав да ја споменам и меѓуинституционалната соработка, која што е многу битна за оваа наша школа, затоа што така на еден начин се поттикнуваат институциите да соработуваат со нас. Морам да ја споменам општина Штип, која што ни излегува во пресред еве веќе 16-та година за сите институции кои што се во склоп на општината. Морам да ги споменам исто и националните установи од областа на културата. Тука се културни здруженија, литературните клубови и останатите здруженија. Еве, например, оваа година воспоставивме соработка со Здруженијето на пензионери, каде што реализиравме еден навистина прекрасен ден. Децата има можност да разговараат со пензионерите, тие им раскажуваа приказни, па дури им беа спремиле и домашни кифлички и крофнички и тоа беше навистина една прекрасна дружба. Така, и сега кога веќе сме кај читањето, колку сегашните дечиња сакаат да читат и читаат? Доаѓаат ли овде во библиотеката надвор од оваа летна школа да си земат книга, слободна лектира и лектира секако за за училиште? Да, најчесто, како што веќе и вие рековте, доаѓаат да ги земат задолжителните книги од училиште, но со овие работилници што ги организираме ние и читачки работилници, ги поттикнуваме да дојдат и да земат некоја книга по нивен избор, затоа што
можеби ќе се пронајдат во нешто друго. Така, кога сме веќе кај читањето, да ја представам, со нас е и една од членовите на школата, станува збор за, јас се извинувам, ќе мора само микрофончето, станува збор за малата Марија Арсова. Марија, ќе може ли да ни кажеш како ти се допаѓа овде во библиотеката? Па многу ми се допадна, беше многу интересно, се дружевме, одевме во зоолошките, во кино, гледавме филм, одевме во музејот да посетиме многу стари работи. Многу ни беше интересно и така натаму. Така, запознали нови другарчиња? Да, Така. Колку дена доаѓате веќе? 5. 5 дена. Добро, јас ти благодарам, Марија, за ова гостување. Студио, дали се слушаме? Денешните деца не се на телефон по цел Така, ден ова туку. беше нашиот разговор читаат со книги. директорката на Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип и малата Марија, која заедно со уште 50 дечиња секој ден изминатата седмица доаѓа овде. Не само што се дружија меѓу себе, туку и посетуваа, како што слушнавте, разни институции, но и стекнуваа навика како да продолжат да читат и во текот на летните денови. Прекрасно. Студио. Поздрав, Александра, голем поздрав до тебе и до твоите соговорнички.